Ајде, прашање до тебе. Квиз прашање. Од која година е Делфина и Слави Димитров? Сега ме погоди. По прилика сега. Ке го прашаме Антонио. Која? Ајде, еве ти даде многу добро. 75-та. Добро. 6. А ти тоа гледаше на телефон? Во моментот да. Иако точно знаев дека прилика е 80-та, ама е 77-та година. Ти ја мислев 80-тите. Да, 77-та. Ама спотот. Чинам дека и самата песна мислам дека е се вадам ја вака. Да. А инаку добро, најблиско беше Антонио до податокот до 77-та година и не знам дали имаш прилика вака да освириш некои антологиски песни на виолончело? Тоа е една идеја, чека ти се ми откриваш на тоа. Сега вака ти ги откривам идните работи да ги откривам. Идните планови. Има баш муавет за таков. Сериозно? Да, за едни македонски стари евергрини антологија. Ако ти текнува на албумот, Бастион и така натаму. Како не, Бастион, Ана Костовска, Точно. Емил Врати се... така. Така? Тие композиции на виолончела. Здравје, нема сега да кажам кога, ама ќе се снима. Мистер Комплекс. Тоа е сигурно таму негде 80-ти години. Кој гостува? Чинам дека Милчо Манчевски, Кирил Џајковски, Ана Костовска. Тоа така? Ете, добра потврда, добро ме држи меморија. И на другарче мое, татко му на бубњеви, Ѓорги. Добро, се отвори тема за антологија во македонската музика. Меѓутоа, знаеш како, иако те најавивме Антонио дека си сериозно можеби еден од најперспективните и веќе најуспешни виолончелисти во регионот, чинам дека оваа своја музичка приказна јас и ти говоревме нели на Урбан ФМ за дека се почна 7-8 годишна возраст, ама најубавиот фасцинантен податок, сите оние кои што ме гледате во моментот е дека за своите наполнивме 22? Не, чекај. Уште 5 дена. Која дата сме? 22. Уште 4 дена. Уште 4 дена. За 4 дена 22 години. Имаш учествувано на повеќе од 55 меѓународни и државни превари, од кои што на повеќе од 50 ги освојуваш и наградите. Да, 55 први. Ова 55 со награда или први, а на 60 имам учествувано на 5. Ама зборуваме за надпревари од светот. Да. Може ли да споделиме со гледачите во некои од позначајните, на кои се светски сцени имаш настапувано, Антонија? Значи најзначајни тоа ти е како да ти прашаш мајка некој која е умилено дете. Јасно, но еве да речам некои од пореномираните надпревари, кои што нели се на светско ниво. Јас вака да кажам за не ме гледат музичари да кажат види го овој сега тука. На Марк на тебе ти кажав нели Шопен, Малезија многу значаен, Америка, Атланта многу значаен, Загреб, Јанигро исто ми е многу значаен. Загреб чинам дека рече 4-то место. Да, тој ми е првиот од светски познати виолончелисти. Тој ми е првиот таков надпревар од тој силен карактер. Како се стигнува, Антонио? Тоа има некој критериум, се пријавуваш, праќаш композиции, видеа. Како се стигнува, затоа што сепак се тоа светски надпревари каде што има нели од целиот свет надпреварувачи? Така. Имаш преелиминарна рунда, ја викаме. Испраќаш видео, они ти даваат луѓето што се таму, критичари, аналози и сите на таму. Ти даваат као requirements, специфичен материјал точно за тој надпревар. Го снимаш, праќаш видео и чекаш дали ги тоа добро. Многу е гадно, многу е непријатно. Ти седиш, мислам си го работел тоа, го праќаш и сега свет ти зависи од тоа видео. Понатамошната работа е, нели, во живо. Само едно видео? Да. Годинава ќе те очекуваат, дали во моментов чекаш одговор од некој таков надпревар? Не, сега малку... Имаш во план да се пријавиш некаде? Сега малку работам на надоградба на мои лични левели. Што би значило, јас се сериозно се прашувам, сега во твоето биографско надополнување, како би се надополнил кога веќе ги имаш, кога имаш седат во раце? Го немам уште. Имам уште на што да работам, имам многу на што да работам. Сериозно, како оди да речеме надградувањето, надополнување на светски придат веќе виолончелисти? Се враќаш наназад неколку левели и умствено во главата си правиш илузија дека се враќаш на пред 3-4 години кога не сум ги имал. Од почеток. Да, буквално се негирам самиот себе. Она што не знам дали во моментот не гледаат родителите твои? Мајка ми е на работа, татко ми е, можеби. Јас сакам да ги поздравам не за друго, бидејќи интересен податок кој што ми го открие всушност дека си сакал жичари инструменти, гитара. Да. Тоа така почнува приказнава да влезеш во светот на музиката. Те можам раскаже на сите утрински пријатели како всушност се случува
пресвртницата. Сакаш да одиш на гитара, меѓутоа се случува нешто да одиш на Како чело. се заљубуваш во виолончел? Значи, гледав многу Дизни, гледав такви филмови, некои имаше таму рокери, ото ние. Сакав да видам рокер, многу сакав да видам да свирам на гитара, да се трескам овака, моја кана на свирките, знаеш. И идам на музичко на аудиција и ми викаат, нели, кот дечко, дај нешто посериозно испеј, што е ова, ја ни текстот не го знам. Као Шазам да пуштиш, нема да ми ја погодиш песната, ништо општо нема. И не сум примен. Прв круг, после тоа ме примија со молење и поминува прва година солфеж, само теоретски работи, веќе во втората година треба да одбереш инструмент. И отидов со желба гитара. И ми кажа, не може гитара, нема нели место, саксофон или кларинет, ми кажа. После тоа, а ја дека имав проблеми со бели дробови, немам капацитет на плуќа да свирам тоа. И ми викаат, никој не свири чело. Не свири чело. Дефицит имаме луѓе. Како што е тоа чело? Никогаш слушнал. Ова слушнал. ми текнува чело. Никогаш слушнал. Не, од кај да знам. Моите не се музичари. И ми кажаа дека се свири. Ова не бе дека се свири. Дека се седи. Дури свириш и јас. Ком окей, нели? Ајде Чим да седам. Топ, нели? Да испробам. И? Така. Така Ми дадо едно Кога- чело, една кутија од Луи, таква државно училишно. Дека сме се зајавил на прва, не сум. Тоа Не. тешко е. Ама малце покасно. Знаеш, кога ќе видиш резултати, Дали сега ти е криво што не си рокер на гитара? ја уште сум рокер, ама на чело. На чело. Аха, види добро, колку интересно. добар одговор. Добре, добре. Да. Сериозно, ама знаеш да владеш со другиот жичен инструмент? Ништо. Ништо. Антиталент. Антиталент. Татко ми така ми вика, ти си пациент. Ти седи свири на чело, не прави ништо. Види, интересно е тоа што како покажа дека од ајде да речеме не прва катарзично поврзување или твоја љубов кон челото, денес успеваш да ги освоиш светските награди. Чудна работа, веќе многу. Да. Верувам у таа судбина, нели, пишано тие се. Дали на ова, дали на она, некои луѓе им е пишано, ама ако не знае дека ме пишано и не го негува тоа што го има, и да го работи имено, да се негира самиот себе и да почнува од нула, ја тоа можам да го изгубам вака. Имено. Да не заборам дека сега на 14 април имаше прилика да настапиш во Битола, беше едно твое соло концертно представување и многу интересно кога говоревме прв пат јас и ти кога се запознаме пред извесен период, рече дека тоа што ќе го изведувам во Битола ќе биде куриозитет за сите оние кои што ќе слушаат или души романтики, затоа што ти велиш дека концертот кој што го преслика во Битола, со Битолскиот камерен оркестар, токму во офицерскиот дом, кажа дека тоа е поезија преточена во музика од Едгар Елгар и Едвард Григ. Точно. И кога знам дека го свири делото, тоа е сериозно дело. Многу. Доста комплексно и доста тежина има во целата таа музичка теорија. Да, тоа е и тогаш ти кажав едно од најемблематичните дела во нашиот репертоар. Многу челисти пробуваме да го Одсвирите? отсвириме. Ама еве мене многу често ме поврзуваат со тоа дело. Со Елгар некако ми е отпечаток некој изгледа. Јас така и се залив. Тешко е за да се Ептен, тоа е едно од види тој стил 1919 е напишан, тоа е релативно нова композиција во нашиот свет. И е многу тешко затоа што на секој втор такт ти пишуваш што треба да направиш. Најтешките дела е кога имаш посока што треба да направиш, за да го испочитуваш тоа. И голема поезија тоа, како што кажа, како да има текст и поезија, ама нема. Има ноти и треба да го кажеш. Тоа све треба тебе да ти тече, да те поврзувам со твои случаи од твојот живот. Да, како помине некој концертот во Битола? Многу убаво, да. Убаво, таа сала е И некој прекрасна. само да се погледне агендата твоја, ти си секој месец на некои различни дестинации патувања. Имено, веројатно за 20 години може би човек и тоа лесно го дигестира и консумира светот, меѓутоа напорно ти е, може да кажеш датуми следни кои што ги имаш, тоа ти се континенти и земји кои што Еве сега на 28 со пијанистката Јана Лолова. Еве следен пат кога ќе дојдам во Скопје ќе ве запознам со неа. Она е Со бугарка, многу добра пијанистка.
Со неа свириме во Софија на 28-ми. После тоа во Струмица еден фестивал на камерна музика. Уште треба да се јавам, веќе тој датум да го финализирам. После тоа летоска одлучив нели тоа моето надоградување, да не патувам, да не правам ништо излишно во моментов. И потоа се, како што ти ги кажав, Будимпешта, Норвешка, Германија, Чешка, што има? Тоа се се интернационални надпревари, така? Концерти. Концерти. Да. Антонио, некаде пред да се одјавиме, со оглед на тоа што и ви Марко споменува и континенти, значи буквално светот на дланка за тебе кога е чилото во прашање. Кој ти е идолот во моментов? Од кого учиш најмногу, затоа што велиш сепак е комплексно да се свири овој инструмент? Менторот од Бугарија. Да, од него учам најмногу, факт, ама идол мене ми е... Или рол модел, како да кажам, некој кој што навистина Па го следиш? пробувам да немам рол модел. Така се губи многу автентичност. Поготоа со инструменти вака, ние кај што немаме стихови, пеење. Ние треба да ти пренесам на тебе кога ќе ме чуеш на радио или на CD да кажеш ова е Антонио. Затоа што автоматски ти кој имаш рол модел, ти се одликуваш на него, знаеш неговите карактеристики. Така да гледам во денешниот свет колку е многу тешко, ама и лесно да останам автентична кон самиот себе и да не крадам од други, да не земам други идеи, макар и мојата да е грешна, да ја исполнам. Имам еден стикер на челото, ти го виде, не биди копи-пейст. Јас многу се водам по тоа. Убава метафора за животот, генерално е тоа, да. Не знам дали се уште можеби се бориш со, иако знам дека имаш таа фокусираност, детерминираност, што ти го кажам, меѓутоа се бориш можеби со организација, дисциплина постојано да си сепак се тоа многу концерти, многу луѓе кои што ги обсервираш нема. Да, апсолутно, секој ден. Најмногу у Скопје кога сум се борам со тоа. Зашто Скопје веќе ми е навикнато као дел за одмор. Не за толку работа. И у Скопје многу се борам, посебно со дисциплина и со си организирано со фокус да не правам муабет. Ја имам проблем генерално со фокусот. Хиперактивен сум. И имам проблем со фокус, мене може вака да ми отиде фокус и тоа кај у нашата култура е многу тешка работа. А сепак каков музички звер си на сцената со овие прекрасни награди. Само за крај, знам дека си во завршни студии во Музичката академија во Бугарија, во Софија, чинам дека така. Да. Веќе следната година Шпанија ќе биде земјата кај што ќе го финализираш формалното, да речам, дружење со челото и теоријата. Да, многу тажно така звучи. Како некој крај ми звучи, да. Види, секој крај па и поднов почеток за некои нови работи, меѓутоа Шпанија кој град? Мадрид. Во Мадрид. Следна година. Здрави. Здравје Боше. Да. Ке биде. Супер. Антонио, ти благодариме. Супер искуство, додека ти имаме утре леташ повторно се враќаш назад. Ова беше една твоја медиумска исцрпеност и турнија низ Македонија, бидејќи не знам кај се не беше нели последниот период, ама добро беше, се надам дека оваа убава последна станица Телма ќе те Бомба. ти беше добро. Топ. Следен пат мораме да направиме некој убаво концертирање твое, па макар и минимално ќе ни биде чест. Одлично.